соочени сме со сезонски вируси, а исто така и она кое што можеме да го забележиме е дека, како велиме, секој втор веќе има симптоми на настинка и можеби ова е период во кој што тоа се очекува, но некако рапидно се зголеми бројот на оние кои што ги полнат болниците, па ете имавме информација дека и училиштата се полупразни, во градинките исто така недостасуваат дечиња кои што или се настинати или имаат дел од сезонските вируси, како и повозрасните, што значи и дел од работните места се празни. Може би го очекувавме, но не толку многу. Дали е карактеристично или не карактеристично за овој есенско-зимски период ова рапидно зголемување или големиот број на сезонски вируси и кога ни доаѓа грипот, како да направиме една дистинкција, иако знаеме дека симптоматологијата на сезонскиот грип е малку потешка, се разбира подетално на овие прашања во продолжение. Во нашето студио ни доаѓа доктор Билјана Трифуновска, специјалист оторинголаринголог од поликлиника Бит Пазар. Добро утро за вас, доктор Билјана, и добро ни дојдовте во утринското издание. Благодарам на поканата. Сметавме дека е алармантно да зборуваме на оваа тема. Ја гледаме ситуацијата каква е кај нас, иако имавме информација дека пандемијата е на самиот крај, се фокусиравме на неа во изминативе 2 години и ги занемаривме можеби овие други настинки и вируси кои што знаат да направат компликации, истовремено знаат и да остават можеби некои последици, па ќе се задржиме на тоа. Што е тоа кое што би требало да го повториме, да го кажеме и да прецизираме во однос на превенцијата во овој период. Ќе почнеме со ред. Сезонските вируси не настапија. Што е она кое што најчесто е причинител за истите? Да, токму така. Значи, очекувано ни е периодот да имаме ние големен број на пациенти во амбулантите. Сега актуелни ни се на вирусите, вирусните инфекции на горнореспираторните органи. Многу често се преполнуваат амбулантите. Тука сега ни е присутен грипот, но се започнува од влезната врата, нели, што ни е носот. Тамо ни е одбраната на организмот, значи она е првиот контакт кој што го остваруваат, значи вирусните честички партикули со слузницата на носот и се, нели, што понатамо следствено на тоа ни се одигрува во носот. Дали ги очекувавме? Да, ние овој период ги очекуваме вирусниве инфекции, особено, нели, грипот. Малку ги имавме подзаборавено, односно, нели, ги имавме тргнато на страна со се ова што ни се случуваше до сега со ковид пандемијата. Некако 2 години бевме сконцентрирани на ковид пандемијата. Следствено на тоа, сега на широка врата ни се врати грипот, значи инфлуенца вирусот, со тоа што преполнени се амбулантите. Да, кажавте дека се празни училиштата, отсуствуваат, значи луѓето отсуствуваат од работа. Зашто го имаме сето тоа? Затоа што имавме еден период каде што бевме сите затворени дома. Нели, се носеа интензивно маски, заштитни маски, училиштата беа празни, работните организации, нели, исто така. Карактеристично за инфекциите во овој период е затоа што се јавуваат луѓето се повеќе во затворен простор. Да. Инфекциите се пренесуваат преку тој капков пат, преку зборување, преку кашлање, значи проветрувањето е помало, нели, зависно, нели, во лето имаме отворени простори, луѓето престојуваат на отворени простори, но сега сме затворени. Повторно ни се вратија, нели, училиштата, повторно се вративме во нормала со животот и ние го очекувавме овој периодот кој што ни е, нели, познат со вирусните инфекции горнореспираторни. Болниците и амбулантите ни се преполни со, значи, горнореспираторни заболувања. Да, пациенти кои што веројатно бараат консултација, па и дополнителна препорака во однос на третманот во овој случај, иако знаеме дека за вирусите се препорачува нели 5 до 7 дена симптомите да се смират, да. Доколку тоа може така да пројде со едно домашно лекување или некој така алтернативен начин, природен, но не е секогаш тоа случај, па затоа и тука сте вие во однос на тоа што би значило третман и препорака. Ќе стигнеме до тоа е некаде кон крајот. Би сакала да подсетиме во однос на симптоматологијата. Секој од нас е свесен кога ќе го нападне вирусот, со чувството кое што го имаме, течењето на носот, нели кашлицата настапува, можна изголемена температура, но кога ќе ни се појават тие симптоми, што е она кое што најпрво би требало да го направиме, како па еве да речеме би го спречиле на времено или би го намалиле времетрењето? Да, се зависно од тоа
Сите горно-респираторни инфекции ни започнуваат со едно катарално воспаление на слузницата на носот, следствено на тоа нели ни се развива и клиничката слика. Зависно нели сега тука се актуелни вирусните инфекции, но многу тука голем акцент ставаме и на одбранбените сили на организмот. Дали нас ќе ни остане на едно катарално, едно обично воспаление на носната лигавица или на тоа ќе ни се надоврзат нели бактериска суперинфекција, па следствено на тоа ние сме тука поврзани уво, нос и грло, поврзани сме со инфекции, значи настанување на синузити, настанување на тонзилофарингити и како последица имаме отити и кај деца и кај возрасни. Инфекцијата се одвива во носната лигавица. Носната лигавица е лигавица која што ги обложува носните шуплини, па поминува низ тесните отвори, ги обложува синусните шуплини. Преку тубата е поврзано, значи, увото со носната шуплина и нели од носот преминува во грлото. Било која инфекција која што се развива во носната, почнува со една обична инфекција, дали е сега актуелна ни е вируснава инфекција. Започнува со едно катарално, општо, обично воспаление со оток и хиперемија. Значи самиот оток во слузницата ги затвара, значи доведува до намален проток на воздух, со тоа следствено на тоа ни ги обструира и ни ги затвара одводните канали од синусите, па може да ни се надоврзе една синусна инфекција, значи еден синузит се надоврзува на една риногена општа инфекција. Нас ни е битно симптомите кои што нели сега се актуелни е затнатост на носот и носна секреција. Таа секреција зависно од типот и од карактерот нели на етиолошкиот причинител може да биде серозна, бистра секреција, може да биде серомукозна, дури и до сангвинолентна, поврзана, значи помешана со примеси на крв. Покрај течењето на носот, тука не е таа обструкција, односно затнатост на носот, кој што редовно некако еден водечки симптом ни се појавува. И понатамо може да биде присутна главоболка и зголемена телесна температура. Како ќе ни се одвива токот на болеста зависи од причинителот. Зависи од тежината на клиничката слика, ни зависи пред се од причинителот, можноста за дезобструкција, односно дренажа и намалување на отокот на носната лигавица. И зависно, нели, кажав на одбранбените сили на организмот, дали ќе ни остане на една вирусна, катарална инфекција или на тоа ќе ни се надоврзе бактериска, пак ќе имаме, нели, како последица појава на синузити, отити, тонзилофарингити и така натаму. Да, знаеме дека дечињата се обично најизложени на тоа, бидејќи тие се оние кои што не знаат доволно или не се свесни дека треба рацете да им бидат подалеку од носот па и од устата и почесто тоа се случува и кај нив да и вирусната инфекција на тој начин навлезе во организмот и кога се работи за течењето на носот, најчесто знае да направи проблем и тука се родителите нели во дилема што е тоа што најчесто треба да се направи за убаво да се исчисти носот, бидејќи проблематично е кога треба со децата да се направат и инхалации и нели чистење на носот со физиолошки раствори и така натака. Што во овој дел препорачувате така за едно полеснително чистење на носот за да може и дишењето да биде добро? И тука, значи, главен причинител ни се вирусни инфекции кои што го предизвикуваат отокот на слузницата. Самата слузница е натечена, имаме зголемена секреција на жлезите кои што ни се наоѓаат под самата слузница. Со течењето на носето, зависно нели на почеток почнува една бистра секреција, понатака обично кај дечињата се надоврзува, редовно ни се надоврзува бактериска суперинфекција, затоа што одбранбените сили на кај детскиот организам се помалку развиени неголи кај возрастниот организам. Како што поминуваат годините, значи инфекциите ни се многу поретки, затоа што таа честа инфекција кај дечињата може би дури 2 пати, 3 пати месечно да се случува. Тука ни е причинител нели посетата во градинка, училиште, недоволната нели проветреност на просториите. Да, се пренесува преку нечистите рачиња, но многу често се пренесува и преку говор. Значи вирусните партикули излегуваат преку зборење, кивање и кашлање и така се стигнуваат до слузницата на носот и устата.
најчест влезен пат ни е носот, многу поретко устата, затоа што во устата имаме ензими со плунката кои што многу често се плакне и не дозволува да се задржуваат вирусните партикули за разлика од носот. И тука нели пак ќе напоменам е одбранбените способности, сили на организмот, дали ќе се справи со оваа инфекција, односно ќе помине понезабележително, но кај дечињата е многу почеста. Сега тука ни е проблемот нели со надоврзување на бактериската инфекција, па имаме чести отити ни прават и се вртиме некако во круг. А превенцијата е чистењето на носето, тоалета на носето секојдневна, ние тоа и го препорачуваме кога идат родителите и бараат совет, тоалета да не заостанува секретот во носето, зависно од возраста на децата. Даваме ние деконгестивни капки за нос и лекови против оток, кои што ни е многу битно, еве ќе кажеме во третманот подоцна, колку ни се битни лековите за спречување на отокот, дезобструкција и воспоставување на воздушен проток во носната шуплина. Да, рековме ќе се задржиме и на третманот и на превенцијата, но да позборуваме уште малку во однос на нели појавата на сезонските вируси или кога ќе го нападнат нашето тело, па и сезонскиот грип. Кога зборуваме за децата во споредба со возрастните, кај децата вирусите доаѓаат и поминуваат, бидејќи така се гради детскиот имунитет и потоа тие стануваат имуни, како што и вие кажавте, и тоа е генерално и општо познато. Но кога се работи за грипот и кога настапува грипот, особено се засегнати оние кои што за жал имаат и други заболувања, да зборуваме нели за оние пациенти со хронични заболувања. Тогаш грипот знае да предизвика и други компликации и последици од истиот. Симптоматологијата на грипот е исто карактеристична, но е потешка за разлика од вирусите. Што во овој случај или во оваа насока? Да, повозрастната група, нели, пак не можеме да направиме јасна дистинкција дека нели таа група ќе помине потешко или полесно, се индивидуално. Пак ќе кажам зависи од одбранбените способности на самиот организам и коморбидитетите кои што ги имаат. Со текот нели на годините се повеќе луѓе се соочуваат со плюс одредени заболувања. Тука малку ни ги измести работите ковид инфекцијата, нели коронавирусот, кај што имавме нели подалекосежни последици со смртни исходи. Грипот како грип постоел цело време. Значи не можеме да кажеме дека нели вирусниве инфекции со предизвикани со горнореспираторниве вируси дека сега ни се некоја нова појава. Не, ги имавме и последиците и претходно имавме смртни исходи и од вирусот на грипот. Така да не се знае точно кој како ќе изреагира и во кој момент како нели е состојбата на организмот. Третманот е, симптомите се нели горе-доле кај се слични, со главоболка, затнатост на носот, носна секреција, омалаксалост, слабост во организмот, зголемена телесна температура, кои што еве можам да кажам дека последниве 2-3 недели кои што ги имаме симптомите кај пациентите ни се некако појаки, со поинтензивен, со поголем интензитет ни се. Температурата трае до 5-6 дена, обично е доста висока, 38-39, па нели поучени нели од стравот што го носиме од корона инфекцијата, се плашат луѓето, полнини се болниците, но препорака е да се седи нели дома, да се посети матичен лекар, да се следат препораките од матичниот лекар, да се прима доволна количина на витамини, течности и мирување. Затоа што за вирусна инфекција нема потреба од антибиотик. Сакав малку и тука ние да го разграничиме нели и давањето на антибиотик, особено и кај дечињата, па и кај возрастните. Значи секоја инфекција започнува, риногена инфекција не започнува како вирусна инфекција. После ни се надоврзува бактериска. Дали ќе има потреба од антибиотик, го одредуваме ние кога ќе дојдат нели на преглед. Зависно типот, зависно од тежината на клиничката слика, дали ние ќе одиме со антибиотик или не. Зависно што ни е зафатено. Да, ние почнуваме со една вирусна инфекција во носот, но верувајте не остануваме, многу ретко остануваме на една обична настинка. Кога веќе зборам за кај мене, кога доаѓаат на специјалист, значи имаме како проблем синузитите ни се тука. Затоа што таа тесна анатомска врска која што има носот со параназалните синусите се нели шуплини околу носот, имаме една единствена слузница, лигавица која што ги обложува носната шуплина и синусите. Се што се случува во носот ни се
префрла во синусите. Многу е карактеристично да себе сега периодот, морам да го спомнам тоа, во текот не е вирусна една инфекција, трае 5, 6, 7 дена, поминува 1 ден, 2 дена се добри и се јавуваат повторно на лекар со затнатост, со зголемена телесна температура и секреција од носот и главоболка. Значи, на тоа нас ни се надоврзала една супер инфекција. Значи, добиваме воспаление на синусните шуплини, еден синузит. Нели, може да биде синузит, може да биде отит или тонзилофарингит. Главната причина ни е обструкцијата во носот. Значи, нас во лекувањето сега ни е во насока, нели, витаминска терапија, одмор, но дезобструкција, намалување на отокот. Главната причина поради која што се случуваат овие последици, ни е отокот кој што настанува во носната слузница. Ако не се дренираат синусните шуплини, тоа е природен пат, нели, нормална секојдневна активност, они се дренираат преку каналчињата кои што се поврзуваат во носот. Ако имаме еден оток во носната шуплина, која што е последица на овие горно-респираторни инфекции, нас ни заостанува, имаме ретенција на секретот во шуплините, ни се надоврзува бактериска суперинфекција, затоа што самиот оток ни го намалува притисокот и самите шуплини се полнат со течност и ни се јавува синузитот како последица на една бактериска инфекција. Значи, нас лекувањето и третманот ни е во насока на намалување на отокот или едемот на носната легавица. Да, и тоа е она кое што треба да го прават пациентите или граѓаните кои што се соочуваат, нели, со тој симптом, со оглед на тоа што токму тука може да настапи таа бактериска инфекција, која ја прави дистинкцијата кога имаме вирус, нели, го имаме оној начин на лекување кој што го кажавте, витаминска терапија и одмор, доколку настапи бактериската инфекција, тогаш веќе во консултација со доктори, со останатите прегледи и испитувања се одлучува, нели, каква ќе биде и дали ќе биде тоа антибиотската терапија, и веројатно веќе некако претпоставувам и вашите пациенти се информирани за тоа дека не за секој симптом кој што се појавува треба одредена терапија со антибиотик, иако и за тоа се зборуваше во минатиот период дека ние сме можеби на околу првите места во однос на нација која што употребува антибиотици. Да, значи, кога и да се појави, нели, прва е консултација со матичен лекар. Кога ќе стигне до специјалист, значи ние правиме еден преглед кој што е оториноларинголошки преглед, предна риноскопија. Во напредна риноскопија ние забележуваме оток на слузница, хиперемија, секреција. Зависно од, нели, клиничкиот наод, ние се одредуваме дали со каква терапија ќе одиме. Правиме крвна слика, тоа ни е една смерница, нели, насока, рентген графија, зависно од тоа дали се сомневаме за, нели, појава на синузит, и бриз, ако имаме гнојава секреција во носот, бриз од нос и од грло. Значи, тоа ни се едни смерници дали ќе одиме, нели, на еднава или на другава страна, дали ќе одлучиме да ординираме антибиотик. Но во секој случај, значи, нас третманот ни почнува со дезобструкција на носот, значи со вазоконстрикторни капки, прво тоалета на носот, вазоконстрикторни капки, таблетки кои што ги користиме за оток. Морам да ги напоменам Химорал Форте, таблетките, гастрорезистентни таблетки кои што имаат исклучително значење во лекувањето на горно-респираторниве заболувања, затоа што покрај своето антиинфламаторно, антиоксидативно и антиинфективно дејство и муколитично дејство, што нас не е многу битно во нели, насока на лекување и на третманот, ни го намалува, нели, отокот, прави таа дезобструкција, со што нас ни го одредува и текот на болест. Ако ние во почетокот, нели, почнуваме со витаминска терапија, со Химорал Форте таблетки, кои што, нели, ги ординираме обично 3 пати по 2, со вазоконстрикторни капки, ние го спречуваме понатамошниот тек на болеста. Зависно на тоа дали ќе ни се развие нас некој синузит, зависи од тоа ние како ќе делуваме со терапија. А дали ќе вклучиме антибиотик при сево ова, зависи од тоа, нели, од понатамошните испитувања, клиничката слика, рентген графија и бриз од нос и од грло. Значи, многу ни е битно, затоа што клиничкиот тек на болеста зависи не само од тежината на, нели, причините од клиничката слика и можноста за дезобструкција. Ја неколку пати го спомнувам тоа затоа што нас ни е битно и пациентите кога идат и родителите кога се успаничени, ние препорачуваме чисто носе. Значи, чисто носе нас ни е еден предуслов за понатамошно, нели, надоврзување, дали на тонзилофарингит, дали на синузитите, дали на отитите, нас ни е битно чисто носе и проодно. Значи, со тоа добиваме ние, нели, зголемен проток
на носот, дренирање, самите вируси, значи со самото дренирање, чистење на носето ние ги промиваме и имаме успех во лекувањето. Морам да напоменам дека од досегашнава пракса многу голем успех во лекување имаме при употреба на лековите за оток. Значи, еве пак ќе го напоменам по неколку пати, химоралот, општо познат лек, кој што многу успешно ни овозможува да се справиме со еве овие сите симптоми кои што сега ги наброја. Да. Ги споминавме децата, ги споминавме возрастните, кај децата тоа се пренесува бргу, видиме најчесто е тоа симптоми кога ќе рече некој родител цело време му тече носот на детето, нели тоа можеби една од работите со кои што се соочуваат родителите на кај малите деца, но важно е да биде чисто носето и да има проток на воздухот онака како што треба, за да не се појават понатаму необструкции за кои што ние зборуваме. Го кажавме третманот и како би требало да изгледа и тој дијагностички пристап кога доаѓаат пациентите, но ќе го завршиме овој наш разговор со превенцијата. Неколку пати споминавме дека витамините се особено важни, дали преку суплементи или преку оној здрав начин на функционирање, живење, здрав начин на исхрана кој што секојдневно го зборуваме и едноставно нели навремено слушање на сопственото тело и кога е време да се консултира со доктор. Од една страна има луѓе кои што и на една кашлица веднаш одат на доктор, од друга страна има луѓе кои што чекаат да дојде на ситуацијата до посериозна состојба за да може да отидат на лекар. Значи не треба ни во едната ни во другата крајност, се разбира, треба да се реагира навремено, но што вие би потенцирале во превенцијата? Во превенција. Немаме нели клучна нели алатка или клучен збор или гаранција дека нема. Пак ќе кажам, се зависи од индивидуално од имунитетот. Превенција, чистење на носето, нели не долго време задржување во простории каде што има премногу луѓе, проветрување на просториите, користењето на нели суплементи, знаеме овие минати 2 години, јас мислам дека нема човек кој што не зема се што беше потребно од витамини и од суплементи, но оној здрав начин на исхрана, природен исхран. Значи, повеќе течности, цедење на сокови, природни сокови, прошетка во природа, се оние нели клучни, да кажеме, зборови или насоки кои што треба да ни бидат нели тука сега во овој период. Не ни е прв пат, секоја година си се соочуваме нели со овие проблеми, вирусниве инфекции. Сега нели малку го забораваме ковидот, но присутен ни е, верувајте, и тој ни е присутен. Имаме пациенти сега малку помалку се тестираат, но ги присутен е и ковидот, присутен е и инфлуенца, грипот. Заштитата ни е таа. Фактор плюс ни е и времето кое што ни е малку повисоко од она кое што треба во овој период, а се разбира и загадениот воздух кој што дополнително влијае врз сето ова, но ете, доколку се слушаат советите и препораките од докторите кои што се секогаш добродојдени, верувам дека барем во однос на оној превентивен дел кој што ние можеме да си го возможиме, ако ништо друго ќе ја олесниме симптоматологијата, па и време трењето на дали вирусот или не дај Боже грипот доколку настапи. Ви благодарам доктор Билјана за гостувањето, за тоа што бевте дел од нашата утринска тема во која што зборувавме за сезонските вируси кои што ги наполнија болниците и веруваме дека полека ќе почне да се олабава тој притисок во периодот во кој што следува или како и да зимата очекувате. Како и да зимата ние очекуваме нели да имавме сега зголемување на бројот на пикот, но како што идат сега зимскиве месеци, очекуваме да некаде до февруари-март се справуваме со ова. Така, со лесно да се справувате, ви посакувам, се разбира, сепак пријатна работа, како што е и вашата, одговорна и секогаш мора да се биде нели на професионално ниво, а ќе се видиме, верувам, и во следна прилика каде што ќе зборуваме на други теми од вашата област како специјалист оториноларинголог.